Трговијата со луѓе е модерен израз за робство. Тоа е многу сериозен криминал кој ги загрозува основните човекови права. Секој може да стане жртва, најчесто се младите. Завршуваат на пазарот за бело робје или на пазарот за трговија со органи. Па затоа денес млади од Црвениот крст сакаат да упатат силна порака на своите врсници да внимаваат кому веруваат и кои се ризик факторите. Пораката која сакаме да ја соопштиме на нашите врсници е дека не секој има добронамерна мисла и дека не знаеме што може да однесе ноќта, каде може да завршиме, може тие лоши патишта да не носат во проституција насекаде. Со ова сакаме да им испратиме на сите млади да внимаваат какви понуди прифаќаат, како се однесуваат, каде излегуваат, со кого се дружат, затоа што се може да однесе до проституција, до трговија со луѓе и така. Од Црвениот крст од Струмица велат дека свеста мора да се подига кај младите. Денес истакнаа дека е позитивно тоа што во глобални рамки земјите се повеќе ги подобруваат заштитните механизми за заштита на идентификувани жртви на трговија со луѓе. Секој од нас може да стане жртва на трговија со луѓе. Ова е секако еден меѓународен проблем, меѓутоа да почнеме локално да ги информираме нашите млади дека секаде се случува и може да се случи секому. Посебно сакаме да им го свртиме вниманието на тоа дека секој од нив треба добро да се информира каде ќе стигне, со која туристичка агенција ќе патува, да внимава на сите оние огласи каде станува збор за некоја лесна работа, кој што не бара познавање на јазик, не бара работно искуство. При влез во некоја странска држава да се информираат за бројот на нашата амбасада, како и за бројот на жртви за трговија со луѓе. Доминантната форма на трговија со луѓе во Македонија е сексуалната експлоатација, но постојат и случаи на принудна работа и принудни малолетнички бракови. Во текот на оваа година идентификувани се 7 жртви на трговија со луѓе, а од нив мнозинството се деца до 14 години. Сите 7 жртви се од женски род. Во 2018 се идентификувани и 76 потенцијални жртви на трговија со луѓе и 172 ранливи лица кои се упатени на добивање соодветна помош и поддршка до релевантните институции.